Така, Роберт, добро утро до тебе во студиото. Добро утро, драги гледачи кои сте на програмата на Канал 5 телевизија. Убав вовет даде Роберт за извидништвото. Не знам ти, Роберт, дали си бил извидник во младоста, кога си бил помлад, но ќе ни раскажеш за тоа доколку си бил и та на што те асоцира извидништвото, иако ти ја спомена природата, сплотеноста со природата. Ќе позборуваме со Снежана Јанковиќ, мојата денешна соговорничка, тука во живо во првиот скопски извиднички одред. Има убав повод, денес е 22 февруари, светски ден на извидниците. Па ќе позборуваме малку повеќе и гледачите кои што ева можеби не знаат или само слушнале за извидниците, а не ги знаат нивните активности, што значи да се биде извидник и како ќе го одбележите денешниот ден. Добро утро. Здраво, здраво. Благодарам на поканата и на ова гостување на овој прекрасен ден, 22 февруари, светски ден на извидниците. Го слават повеќе од 60 милиони извидници ширум светот во повеќе од 180 земји. Што значи да се биде извидник? Значи да се биде подготвен, на авантури, да се биде подготвен, да се биде среќен, да се врати, да се прави добро, да се врати на општеството, да се прави добро и едноставно да децата и младите се чувствуваат исполнето и среќно како општествено корисни граѓани. Сега нешто повеќе нели за извидничкото движење за денешниот ден. Го славиме заради тоа што е поводот е роденденот на основачот на извидниците Роберт Баден-Пауел и насекаде во светот на овој ден, односно цел февруари месец, извидниците прават низ за добри дела. Што значи низ за добри дела? Тоа значи на локално ниво, значи сите одреди во Македонија и во светот секаде, со своите патроли, со своите развигорци и извидници, тоа се деца од 6 до 14 години, се договараат каков вид на добро дело ќе направат, како да помогнат. Па така оваа година извидниците делеа храна, собираа стара облека која што ја донираа. Нормално секоја година одиме и помагаме да се исчисти природата, поготово на делот на Водно, Марково крувче и Матка. За жал секоја година има премногу отпад, меѓутоа нашите извидници више не се изненадени од тоа. Една убава работа која што се случува нели секој 22 февруари е тоа што организираме во соработка со Црвениот крст крводарителски акции. Еве, користам можност да ги поканам сите денеска во Младински центар Матично од 12 до 18 часот. Кој сака, кој може, е добредоен да дарува крв и да направи добро дело. И она еден централен настан каде што се собираат сите извидници од земјата, ќе го организираме на 25 во сабота. Прв пат во живот нема да го правиме во Скопје, туку домаќини ќе ни бидат извиднички одред Еквинокс од Прилеп, така што таму ќе бидеме, веќе ни се најавени 400 деца, ќе биде навистина убаво. Новите извидници кои што помалку идат, значи пократок период одат, ќе имаат можност свечено да дадат завет. Тоа е она кога свечено добиваат извидничката марама и се придружуваат кон извидничкото движење. Како оваа мојата? Секој одред има своја боја, значи свој бои на марамата, а ти што ја носиш ние национална марама со националниот вез. Таа ние кога ја носиме на интернационални настани, таа е на Сојузни извидници на Македонија, кој што нели е чадор организација и најголема младинска организација во нашата земја, па можам да кажам и на светско ниво извидниците како движење се најголема организација. Значи се разликувате по боите. Тоа е единствено нешто што на разликува, а тоа што направи единствени сите е нашиот извиднички поздрав. Тоа е која нели сите го гледаат и по филмови, небитно која ќе се види некој на улица па некој ќе крена рака. Што значи извидничкиот поздрав? Тоа е уствари принципите на извидништвото и извидничкото движење и тоа како треба ние како извидници, деца млади да живееме и кои се нашите обврски. Па така имаме обврска кон себе, имаме обврска кон другите и имаме обврска кон духовната реалност, во тоа што веруваме да не прави посилни и нели подобри граѓани. И секако ги имаме палецот и малиот прст кои што ги покажуваат оние кој што означува дека поголемиот, односно посилниот, секогаш треба му помага на послабиот, односно помалиот. Навистина интересно, научивме нешто ново и за марамите, за боите, за поздравот. За какви вештини се стекнуваат извидниците во текот на целиот живот, бидејќи вештините остануваат? Да, тоа што го нуди извидничката организација е неформално образование. Палетата на активности е огромна, меѓутоа сите тие се фокусираат и се концентрираат кон правилен
психофизички развој, социјален, карактерен, емотивен развој кај децата и младите, за тие да израснат во едни добри личности. А од она позабавното, какви се активности има, ги има оние основните кои што, да кажеме, сите ги знаат, односно ориентација, хајкови, спремност, прва помош и заштита, меѓутоа имаат стреличарство, стрелаштво, кајакарење, се организираат регати, имаат декодирање, учат морзеовата азбука, учат други азбуки за декодирање, прават пионерство, тоа е она која градат корисни објекти од дрво и од коноп, значи без да употребуваат пластика и други материјали, нели, кои што не се пожелни за нашата животна средина. Што прават друго, значи со готвење, со буквално сите оние вештини кои што се потребни за еден човек да ги знае, кои што ретко ги има во училиштата и не им се обрнува. Скоро и да ги нема, ајде да не кажам дека ги нема. Мислам, во другите држави ги има, кај нас ги нема. Се надам дека некој ден се трудиме ние извидништвото да стане и, да кажеме, еден факултативен не предмет, меѓутоа нешто што би го исполнило дополнително слободното време на децата после училишните обврски, бидејќи тоа е тоа што ни фали. Ни фали тој неформален образовен процес кој што нели нуди работи и пред се овозможува децата и младите да се дружат, квалитетно да го поминат своето слободно време и да запознаваат деца, млади, да видат како они живеат не само во остатокот од нашата земја, туку и во Европа и во целиот свет, па више кога сме кај ова. Морам да спомнам дека годинава славиме 70 години од Сојузни извидници на Македонија и воедно ни е 13-та смотра на Сојузни извидници која ќе се одржува во Крушево. Генерален покровител ни е претседателот на државата, како и секогаш. 13 години, на секои 5 години ќе имаме повеќе од 1500 извидници од секаде, значи од регионот, од Израел, Белгија, Норвешка, од секаде буквално, а непосредно после нашата македонска смотра контингент од околу 60 извидници од Македонија оди во Јужна Кореја на светската извидничка смотра, каде што ќе има прилика да се запознае со извидници од целиот свет. Таму ќе има повеќе од 50.000 извидници на едно место со една цел да живеат заедно и да се потрудат и понатака да работат и живеат по извидничките закони, нели, да го остават светот малку подобро од тоа кој што се сега, нели. Навистина звучи интересно, како што каже на почетокот, авантуристички, некако сега ми е криво што не сум како дете влегла во тие. Сите може да ни се приклучат во било кое време. Ние сме волонтерска. Извидниците се непрофитна и волонтерска организација. Не само деца, можат и возрастни да се апсолутно, без поддршка на возрастните, извидниците не би можеле да го движат тој круг на ова извидничко движење, затоа што се возрастните тие што им помагаат на децата, им го пренесуваат своето знаење, се грижат за нив, се одговорни, или нормално кога одиме негдека, возрастните поготово една огромна благодарност до сите родители на извидниците, кои што секогаш ни помагаат во смисла на оѓање донации, спонзори, бидејќи нели сите настани коштаат да се отиде негдека, а не секој може да си дозволи нели тоа да го направи. Така што сите се добродојдени, волонтери во секое време ни треба. Тука сме не само за извиднички вештини, тука сме и како извидници, како сервис на нашите општини, на нашиот град, така што и често кога има нели некои елементарни непогоди, први сме тука да помогнеме, нормално и кога беа поплавите, и кога значи земјотресите во Охрид, кога беа и слично, ние сме тие кои што храбро излегуваме напред и помагаме на тие што можеме да помогнеме во рамки нели нормално на безбедност и на возрастна категорија на деца кои што може да помогне. Малечките помагаат секогаш со делење храна, делење чај, работи кои што може да ги направат, додека возрастните помагаат и така со некои потешки нели работи за нели се убаво да се заврши, така што извидниците и волонтерите било кој што сака да се приклучи, да придонеси, да врати на нашата заедница е секогаш добре дојден. Извидници има во Македонија преку 3000 активни, а неактивни, односно тие више што не можат толку долго време да одвојат за извидници, секогаш се тука да помагаат, така што без разлика на возраста, добре дојдени се сите и работиме и се дружиме. Не е секогаш лесно, не е секогаш забавно, некогаш и напорно, меѓутоа
се зизаме ние, никој не рече дека ќе биде лесно, така што тоа е тоа. Да, убав разговор имаме уште многу да кажеме, затоа што овие разговори траат, особено кога раскажувате за активностите, па како децата ги доживуваат, но ќе ставиме нешто и за друг пат. Со само за крај ќе го поздравиме ли Петар, кој што минатата година ја насмеа цела Македонија со грашокот. Да, една година морам да кажам дека немавме грашок на извидници. Чекавме малце да спласне сето тоа, меѓутоа поздрав Петар. Дали се уште јадете грашак или го тргнавте од мене, го заменивте со бурито? Не. Грашок се јаде секако, гледаме секогаш да има течен оброк на извидници, топол, нели заради тоа што тоа е и здраво и нормално е, јадеме сите. Да. Меѓутоа не е дека немаме ние на извидници бургери, бурито, исти тие работи. Ќе мора да дојдете на некој наш камп за да видите и нели нормално да пробате и од тој вид на храна, меѓутоа грашокот, морам да ги поздравам Сара и Иван, зимовска на зимскиот камп, направија феноменален грашок, дури и тие што не ја да пројадоа, така што тоа е со Значи одиме на грашок следен пат. Јас се надевам, во април ни е кампот во нашиот извиднички дом во Мала река на Китка, така што повелете крај на април ни, од 28 април до 1 мај, таман споен викенд, бујрум на дружба и на грашок. Фала многу што се насмеавме, фала за убавиот разговор и верувам дека ги поттикнавме гледачите кои што не биле дел од извидниците, па никогаш не е доцна да пробаат, да видат што значи да се биде извидник. Благодарам. Фала ти на тебе, поздрав. Драги гледачи, се насмеавме малку ова утро, верувам дека сите го паметите Петар со неговата фамозна изјава дека нели не сака да јаде грашак, туку бурито чином беше. Петар, ето те поздравуваме и тебе, се надам дека го пројаде грашокот и дека веќе не ти е толку одбивен. Навистина е убаво да се биде извидник, слушнавте што значи извидништвото, какви се активности имаат извидниците, па ева, и за возрастните, и за помалите, зашто да не се приклучите кон тие активности. Роберт, се враќаме кај тебе во студиото, нашите гледачи нека останат до крајот на ова издание.